драги мои пријатели, еве не во кујната на ресторанот Балканик. Денеска исто така ќе готвиме еден извонреден рецепт по она што се вели мајсторија на велемајстор Аце. Како си ми ова утро? Супер сум во ред. Добар си, расположен за работа, така? Значи, рецепт според нашиот велемајстор Аце и рецепт кој што се вели свинско филе во соја сос со ананас. Во соја сос со ананас. Некако многу ми влече ова на кинески. Па да, ова е класичен кинески рецепт, пошто во него треба да се доминират солен, кисел, благ и значи сладко кисело, фактички доаѓаме сладко кисело. Тоа е една провинција во Кина со едно 200 милиони луѓе, малецка така. Малецка провинција, а ние денеска ќе направиме јадење од таа провинција, кое што може да се проба нормално во нашиот ресторан. Тука што ни е потребно, Аце, за да го приготвиме ова прекрасно јадење? За ова прекрасно јадење најнормално прво основната намирница тоа е свинското филе. Отприлика колку ни треба за за една порција 200 до 250 грама. 200, гледам дека е тука отприлика. Тоа ни треба една главица кромит. Стар кромит? Да, стар кромит. Малце млад кромит. Младо кромитче. Блага пиперка, лукче, нормално зачини и шеф микс, наша сол, ананас. Ананас, да, тој се положи на путер. Целиот ананас? Не, половина. Или половина ќоли, добро. Добро е да е свеж, значи не треба да користиме оној од конзерва за вкусот е подобар со свежиот ананас. И што е ова? Ова е? Тоа е густин. Тоа е густин, имаме малку оцет, вински оцет, шекер, буковец, соја сос и шеф микс. Имаме биберче од котањи, наша сол, значи се ни е тука подготвено за да можеме јас и ти, односно ти, јас вербално нели ќе те поддржувам од јужна трибина тука. Значи за да го приготвиш овој одличен рецепт, почитувани пријатели покрај малите екрани, видовме што се ни треба за свинското филе во соја сос и ананас. Сега не ни преостанува ништо друго, туку знам дека и вие очекувате да едноставно почнеме да работиме, да го приготвиме за да можете да видите како оди тоа и нормално и вие дома да го приготвите. И еве ќе си почнеме со подготвувањето на свинското филе, нели со ананас и со соја сос. Можеш да си почнеш. Аце ти почнеме со сечење на кромилот. Така. Сега сечеме на крупни парчиња. Добро. Јадете многу кромит, здраво е овие денови да се јаде кромит. Потоа сечеме лукот. Така. Да, не многу ситни парчиња, така. Добро. Што мислиш, ние го ставаме лукот без онаа лушпа, дали треба со лушпата да оди? Некако непријатно е. Да, таа не може да се свари. Непријатно е, не може да се свари, така. Што ни треба сега друго да приготвиме? Потоа сечкаме младиот кромит. Младиот кромит. Го сечеме на косо, пошто е кинеско. Исто така имат коси очи. Така, се им е на косо. Да. Само се многу напредна нација, таму не можеме да се мешаме, не се таму на косо. Не им е баш се на косо. Бога ми праволиниски одат, ама многу јако. Да. Знаеш како викаат, работата го оправа човекот. Веројатно многу работа е битна за добро расположение и добро здравје. Потоа продолжуваме со пиперката. Така и не одиме на косо, нели? Да. Ја сечеме вака. Го вадиме семето, внатрешиме, пошто таа не треба. Ова е домашна, нели? Јас вака малку ќе ти помогнам, не ти влегувам таму. Сечеме на вакви парчиња. Треговано складички. Значи цик-цак. Да. Значи ова веќе напредна пиперка, но не е на косо. Со пиперки не може да се пожалиме, Македонија има многу пипер. Па може да се каже едни од најубавите пиперки. Едни од највкусни. Да. Инаку овие западне ми се некако вода. Откако завршиме со тоа? Добро. Посечеме филето. На миньончиња мали. Потенки за да може ова да се испржи месото. Одлично. Наистина и месово е. Што би рекле ние, да, свежо, тазе. И сега завршаме со ананас. Ананасот треба да приготвиме, една половина од ананасот, или колку веќе доаѓа? Една половина, не е доволно. Една половина. Така. Таа половина ќе оставиме за утре. Ова ќе ни послужи. Или утре ќе земеме свежа. Да. Можеме утре да земеме свежа. Сме го чистиме. И го работиш тоа доста професионално.
и јас ќе си научам некои, што би рекле, готвачки штосови или финти од тебе, мајстории. Знаеш дека азанасот е многу здрав, тој е одличен за значи за пробавниот систем, иако има долги влакна, добар е за прочистување на организмот и изфрлање на она што се вели токсини. Да. Сега што треба да направиме? Продолжуваме со готвењето. Сега го земеме путерот. Добро. Работиме на шпоретов. Ето така. Ставаме тук путер. Со малку масло за јадење. Значи не само путер, може и малку масло за јадење. Додека се пржи месото, добро, пристапуваме кон припрема на сосот на јадењето. Одлично. Колку што гледам, тие веќе се готови. Месото е скоро готово, да. Да, скоро готови. Уште малку ќе фатат коричка. Да. Така го само ќе изготви. Не работам овека. Сега да даме коричка. вода. Малку густин. Малку густин. Тоа сето го макиш. Значи не ни треба густин. Го додаме во сосот. Така. Правило јас го додавам во средината и почнувам да мешам према надвор. Да, намалиме. Ова изгледа навистина фантастично. Ако во случај ни се згусне повеќе него што треба густинот, Така, може да додадеш додадеш водичка. Кај нас се згусти. Мислам дека е тука негде густината Да. близу. Ова е готово. Сега ги вадиме месото од путерот, Така. излезе маслото. Можеме да исклучиме огнјот. Значи ти сега ова ќе го аранжираш и јас ќе го кажам во одјавата, сите ќе имаат прилика да го видат онака убаво на екран. Ќе им ќе им го приуштам тоа задоволство да од оваа фаза веќе го видат онака добро аранжирано. Почитувани пријатели, уште едни гурмански приказни од нашиот домаќин ресторанот Балканика. Навистина фантастично јадење, свинско филе во соја сос и ананас. Јас ќе си дозволам да пробам, а вас топло ви го препорачувам. Се гледаме утре. Чао!